со мене е почитуваниот колега Александар Чомовски, кој е добитник на наградата за животно дело Крсте Петков Мисирков, која секоја година ја доделува Сдруженијето на новинари на Македонија. Чом утринава кога го соопштувавме ова со твојот имењак Александар те нарече оној младич со бркови. И во контекст на тоа, бидејќи навистина имаш енергија многу повеќе за твоите години, ако не се лутиш така што ќе се изразам, па која е твојата тајна? Се сеќавам еднаш вака без позад камерите колегата Чаловски те праша што јадеш ти за да бидеш волку агилен? Која е твојата Живи тајна? политичари, се шегувам. Па мојата тајна на новинарството е новинарството. Перманентно. Се разбира, јас ја сакам својата професија. Ја сакам својата професија. Во неа се вложив целиот, понекогаш и на штета на моето семејство, на мојот стил на хедонизам во животот и така натаму. И мислам дека толку многу ме исполни што можем, како што обично велат, спокојно да си го напишам својот епитаф. Се разбира, наградата не ја сметам, и тоа на Саша Ордановски како иницијатор и ваш ви го кажав, не ја сметам како збогум, туку како предизвик да се борам во слободно грчки стил. А тоа значи тоа што ми стои на располагање уште малку, паметот и повеќе или помалку искуството, да го искористам во престижниот ривалитет со генерацијата што доаѓа во македонското новинарство. Не ти ни дозволуваме да се откажеш се уште, барем додека го имаш овој ентузијазам. Чом половина век во новинарството. Радио, 55 пишем... години. Точно, Активно 55. новинарство. И на гледачите тоа сигурно ќе им биде јасно дека сум веќе во ја зафатив 8-та деценија. Да, и не те даваме уште да одиш во пензија, сега дел од утрински брифинг. Радио, Само ти вестник... кажам, види каков парадокс. Мојата стартна кариера во новинарството, а Радио Скопје беше столбот на кадрите кои ги формираше во тоа време новинарството, започна со еден друг утринска програма. Како водител на утринска програма, ја завршувам веројатно со утрински брифинг. И сега од оваа дистанца, кој вид на медиум ти е најдраг? Камера, пишаниот збор или радиото? Секој медиум има свој предизвик, но секогаш се враќам на радиото. Тамо се моите епицентрални столбови на професијата, на мојот карактер, на интегритетот. Тоа беше неверојатна школа на изучување на сите елементи на новинарството, кога зборувам за јавна комуникација, вклучувајќи култура на изглед, култура на говор, култура на или бон-тон на однесување со соговорниците и со разговорите. Учев од врвни мајстори во радиото, а потоа во радиото од таа генерација околу Варошлија, Варналиев, Стилковски, а потоа во радиото со еден од бардовите на македонското новинарство кој ме оформуваше и кај карактер, тој е Никола Солдатов. Малкуми не го памтат, но тоа е, би рекол, првата виолина во спортското новинарство и човек кој создаде цела генерација телевизиски новинари и така натаму. Неговото гесло беше што и да правиш, каде и да одиш во професијата, секогаш да се вратиш на новинарството. И морам да ти кажам дека јас тоа максимално го користам. Значи, во овие 5 децени активно новинарство, постојано бев репортер, известувач. Дури и кога бев главен уредник и кога имав обврска да водам сметка за програмски шеми и така натаму.
токму затоа ја добиваш почита од нас младите. Ти мам кажано еднаш и зад камерите дека јас те почитувам затоа што за разлика од останатите кои се вбројуваат себе во клапата постари новинари, не се подготвуваат, туку само се повикуваат на искуството, тоа со тебе не е случај. Секогаш си подготвен. Сакам да те прашам, бидејќи ги спомена Радио Скопје, МТВ и тие професионални стандарди, таа школа што на времето знаеме дека де факто беше школа за новинари. Една паралела за професионалните стандарди тогаш и сега. Освен новинарските стандарди, ти сега ги спомена и оние бонтон, однесувања, изглед и се останато. Го изгубивме ли малку концептот на создавање кадри како готов новинарски производ? Знаеш, ќе избегам од само бендисаноста дека јас ја знам рецептурата за новинарство и така натаму. Но она што сакам надвор од оваа награда, која морам да ти кажам дека ви представува задоволство не заради сатисфакцијата на тоа што сум го работел, туку заради именувањето на наградата по Крсте Мисирков, Крсте Петков Мисирков. Не знам како, но мислам дека подсвесно ми се формира неговиот слоган, јазичен, политички, секаков, а тоа е за македонските работи. И морам да ти кажам дека јас како новинар ја имав среќата, веројатно да одживеам овие последни 4 децении 3 до 4 клучни фази во развојот на оваа современа постсамостојна Македонија. Тоа е незиното формирање со дисолуцијата, каде што активно ги следев сите процеси. Тоа е македонскиот внатрешен непокор околу обидите да се растори државата со внатрешниот воен конфликт и со појавата на УЧК подосна на ДУИ и во овие услови на пост-ковид пандемија кои се уште не знам никаде ќе не одведат семејно, социјално, општествено, никаде ќе се најдеме. Морам да ти кажам дека моје чувство е дека македонското новинарство му треба рестартирање. Нова филозофија на професијата. И кога се промислував што да кажа вака како некоја, да речем условно тестаментална порака, ми се чини дека мораме да сватиме дека во светот, а и во новинарството во Македонија, се напуштаат сите стандардни досега екс катедра изучени принципи. Според мене, новинарството веќе не базира на објективност. Напротив, се повеќе на субјективност. Вие погледате ги сите новини и овие разговори имаат субјективна оценка, но пазите, тоа е тренд што зборува за индивидуални слободи и за можноста, каптажата на индивидуалните сознанија да бидат соопштени јавно. Се разбира, стандардното новинарство и натаму ќе биде врзано за вести. Другата димензија на можната трансформација внатре во новинарството е новите облици на информации. Вие имате Facebook информации, коментари кои стануваат составен дел на колумни, вести, шпекулации, истражувања. Според тоа се новите трендови кои македонското новинарство и светското, македонското новинарство посебно, мора да ги следи. И третаа димензија на она што јас мислам дека е неопходно. Да престанеме да мислиме дека го имаме ексклузивното право на информацијата. Ние имаме една среќна околност. Во оваа мала средина имаме конфронтирачки новинарски имиња, конфронтирачки емисии, имаме различни погледи, што е доволен доказ за еден демократски капацитет. Се разбира, главниот консумент, телевизиските клиенти, читателите треба да ја одгонат над вистината. И тоа е една нова виуга која создава кај нашите консументи способност да направат селекција. Јас мислам дека во македонското новинарство се покаже и дека треба да престанеме више. Дека за секого има место. Јас сега ќе бидам групи вулгарен на одреден начин. Знаете што?
има место и за еден Миленко Неделковски. Има место и за еден Горан Момировски. Јас не случајно ги зборувам, затоа што тие се на одреден начин пикови кои на една или на друга страна, на лева или на десна, на конкурентска или несмасна линија, се претвараат во антиподи на така наречениот конфронтирачки елемент. Во сето тоа нема загрижува реториката на тие креатори на јавното мислење. Вклучувајќи го се разбира и Васко Ефтов и така, се разбира и сите овие што сме вклучени на оден начин се уште во елаборација на своите становишта низ јавните медии. Тоа не ме интригира како опасност, ме интригира перцепцијата на меѓусебна ликвидација. Тоа е нешто што во македонското новинарство мора да биде час поскоро подготвено да се елиминира, зашто само на тој начин новинарството такво како што е различна и политиката, може да се спротистави на евентуалните нови предизвици од светот и внатре. Така малкумина новинари има кои застануваат на страната на своите колеги без оглед на тоа дали имаат исти ставови или не. Чомовски, 55 години. Подолго си во новинарството отколку што е самостојна нашата држава. Пред малку спомена сите оние настани кои си ги поминал од улога на новинар, иако ние новинарите сме учени и тренирани чувствата да си ги оставаме на страна кога известуваме, сепак на крајот на денот не може да не засегаат настаните и работите кои ни се случуваат во својата држава. Кој од сите настани во твојата долга и завидна кариера ти беа најтешки и за преживување и за известување? Што е она што ќе го памтиш како нешто што и како човек ти било тешко? Освен семените потешкоти што секогаш ги има секој новинар. Јас со радост се сеќавам на мојот почеток. Тој мој почеток ме оформи како либерален мислител. Малкумина знаат дека пред овој фокус постоеше еден друг фокус. Фокусот на младите во Скопје. Тоа е 71-72. Произлезе од така речените големи незадоволства, светските демонстрации на студенти и така натаму. Тоа беше едно прилично разновидно јадро на различни мислители, различни професии и така натаму. Да ти кажам дека никој од нас тогаш не знаеше што ќе стане Слободан Умковски, Владимир Мирчин, Горан Стефановски, Владо Поповски. Мислам дека ќе ми треба едно 20 минути само имињата да ви ги спомнам, вклучувајќи ги иницијаторите, браќата Руси и така натаму. Од кои моја среќа беше што се формирав заедно како иницијативна група која таква каква што беше, во такви услови какви што беа, сепак, Владо Шопов, да не го заборавам така, кој имаше смелост и дрскост во дозволените услови да се спротиставува и да ги шири слободните либерални сваќања во Европа и да ги донесе во Македонија. Тоа се изрази и низ разните театар Голтар, новиот авангарден театар и така натаму. И мислам дека тоа ни на крај памет не ми беше дека тоа ќе биде мојот почеток на новинарството. И не беше почеток на новинарството, но беше почеток на формирање на мојот карактер, на мојот видеокруг, што ми овозможи кон соговорниците да секојаш да пријаѓам со пиетет. Јас нема соговорник кој не сум си го осмислил, портретирал и анализирал низ неговите погледи. Како што забележуваш, тоа ти е добра забелешка, јас стално праќам тези кои треба да ми бидат отпечатани, зашто мојот печатар 3 години немам време да го поправам. И врз основа на тоа си оформувам слика. Повторно ти кажувам дека македонското новинарство е во најделикатната фаза. И како светски процес, на крајот на криштата постојат многу опипливи резултати на проценка кои професии ќе се одржат. Новинарството не спаѓа во таа категорија, но спаѓаат
информациите во кои новинарите или ние лично ќе мора да се пронајдеме и од каде што ќе мораме да трпиме своји, како да кажем, информации. Македонското новинарство пати или нема доволно капацитети во клучни фази и клучни профили. Нема капацитети во новите биогенетски технологии. Ајде не зборам за Вселената. Нема капацитети за лекарите и медицинарите. И за било каква наука. Нема капацитети дури и ни за економија. Ако јас на крајот од својата кариера морав, условно да кажам, или заради тоа што имам некаков сенс да се ориентирам и кон политичко-економските процеси, тоа не зборува добро за сите вас, бидејќи тоа е перспективата. Целиот свет оди кон субспециализација. Многу повеќе во новинарството ќе се читаат, односно ќе бидат платформа, весниците и новинарите, за компетентните мислења. И затоа ние имаме сосема сигурно, и тоа треба да го негуваме, колумни и на домашни интелектуалци, и на светски познати истражители и проучувачи. И тоа треба да се следи. Во контекст на ова, сметаш дека треба повторно да го вратиме и издигнеме секторското новинарство, како оние стари времења на МТВ, кога пред се, кога еден новинар се занимава подолго во еден сектор, сепак е поинформиран. Во денешно време многу малку имаме секторски новинари. Секторски, тоа како ќе кажам, еден малце посткомунистички третман. Тоа е резултат уште кога ја влегов во новинарството, кога рекоа ти што сакаш да водиш, кога Стоилковски ме прими на работа во Радио Скопје, пред мене имаше уште 7-8 души. И тој ми вика што? И ја му викам сакам политички систем, делегатски систем. Тој беше шокиран. Вика ти си првиот будала што доаѓа овде, кој не бара култура, спорт, образование и така натаму. Прашањето е на интерес и на перцепција. Нема потреба од секторски, затоа што не можете да ги исклучите. Еве, вие сте водител, јас сум водител, да ги исклучите градежништвото од економските движења. Урбаната мафија од правосудството и политичките процеси. И сосема за крај, твојата порака за младите колеги. Сакате го новинарството, ама негуете се пред себе со новите информациони технологии, со новите достигнувања и така натаму. Ние уште не знаеме што ќе ни се случи со вештачката интелигенција. Доека јас заминам, ако сум уште жив и здрав, веројатно можам да дочекам Марс, а вие сигурно ќе дочекате и летување на Марс. Чумовски, ти ветувам дека нема да ти дозволиме да го изгасиш светлото. Не зависи тоа стално од вас, Ниту ти дозволуваме да одиш во пензија. Оваа награда не е за тоа, туку за да се одбележат твоите 55 години кариера. Благодарам за ова гостување. Гледаш дека имам една сериозна дамка која е за мене мотив. Тоа е така реченото гастење на светлата во Ајден, иако никој не запамти што реков таму. А реков дека гаснење на еден медиум е гаснење на слободата на говорот, умртвување на демократијата и перцепцијата дека треба да се има критички однос кон власта. Тоа никој не го забележа. И повторно доживеа уште еден таков настан во твојата кариера, уште една затворена телевизија. Тоа не зависеше од мене. Така е. Предпоставам ни првото затворање на телевизијата не зависеше од тебе. Чумовски, благодарам. Се гледаме повторно во понеделник. Ова место останува твое, како што кажав, не те даваме во пензија. Во понеделник нашите гледачи те гледаат одовде како водител во твојата економска рубрика наречена Бизнисот никогаш не спие. Благодарам. Честитки и благодарам уште еднаш.